Мепсо, компанијата која лани оствари добивка од 7 милиони евра и се најде на удар на јавноста поради поскапувањето на струјата, се дрзна да ги искара граѓаните. Не требало да се бунат што поскапела струјата. Некои повеќе пари трошеле за мобилен и интернет отколку за електрична енергија. Некоректно било да ја споредуваат цената на струјата со просечната плата во земјава. Тоа немало економска логика, а критиката била неконструктивна. Од преносниот оператор со струја велат дека Мепсо на големо инвестирал, а без нивните вложувања невозможен бил економскиот развој на земјата. Дел од критичарите на цената за електрична енергија во исто време за мобилен телефон со интернет забава се подготвени да издвојат значајни износи, често далеку повисоки од сметката за струја. Како висока сметка се третира и сметка кога оваа најскапа енергија се користи за загревање на цела куќа или голем стан. Прашањето е многу комплексно за да се банализира со неаргументирани напади врз електроенергетските компании и регулаторното тело кое го респектирало барањето. Токму Мепсо лани се најде на удар на јавноста за набавка на мебел вреден над 200.000 евра, меѓу кои и фотели од природна телешка кожа, како и за набавка на скапи авиобилети. За поранешниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ, неоправдано е 2 милиони граѓани да ги покриваат зголемените трошоци на 3 фирми, а кога тие имаат добивки, парите да си ги задржуваат за себе. Ако осварат загуба една година, нема да пропаднат. Еве, Елем ја спомнувавме. Елем пред 2 години има стварно добивка од 30 милиони евра. Колкави да е загубата на таа фирма оваа година, таа веќе има акумулирано средства за да ги покрие, за да ја покрие таа загуба. Што со профитите на овие јавни компании, што со менаџерските тимови и што со управувањето на човечките ресурси, бидејќи позади загубите не е само цената на струјата, туку и оптималното и корпоративното управување со овие компании. За Јовановиќ политичка одговорност мора да има. Владеачката СРСМ во страв дека ќе изгуби гласови ја одложила одлуката и немала храброст да ја поскапи струјата пред избори. Немаат храброст па ни да ја почекат новата влада, па таа влада да сноси, да кажеме, одговорност за ова, туку го прават тоа во некој меѓуизборен период помеѓу две влади, што е многу загрижувачки, и ние сега не знаеме на кого да бидеме лути, не знаеме против кого да се буниме, не знаеме кого да обвинуваме за оваа одлука. За разлика од Македонија, другите земји покрај загубите ја поевтинуваат струјата за да го ублажат ценовниот шок за граѓаните. Граѓаните кои излегоа на протести побараа регулаторната комисија да ја повлече одлуката. Синдикатите пак побараа покачување на платите за 7,4%, исто колку што поскапи и струјата.